Ние секојдневно покажуваме конструктивност по прашањето на продолжување на евроинтегративниот пат на државата. За жал не гледаме одговор од премиерот во таа насока. Нашата идеја и иницијатива за една собраниска седница е прво поради тоа што собранието е местото во кое што се носат таквите одлуки. Понатаму многу најави има премиерот за некаква поддршка од некои држави за менување на преговарачката рамка, нешто што наводно бија подобрило нашата состојба нашата положба во процесот на евроинтеграција, меѓутоа сето тоа е некако обвиено со мистерија и не знаеме никакви детали. Премиерот има обврска тоа да го соопшти прво во собранието пред народните избраници, а понатаму и преку граѓаните. Да знаеме, сега откако еднострано го запре евроинтегративниот пат, нешто за што еве ќе повторам, сметам дека никакво право нема, ниту политичко, ниту етичко, ниту морално. Напротив, има обврска пред граѓаните да го продолжи тој пат, нешто што го очекува огромно мнозинство на граѓаните и повторно потврдено со огромната поддршка преку сите анкети направени до сега наназад. Тоа е местото каде што се дискутира за такви работи. Жалам што неговиот министер Муртезани го демантира во неговите најави изјави дека наводно има некаква поддршка да се донесат уставни измени со одложено дејство. Самиот министер кажа дека воопшто во Европската унија, во ниту една држава нема расположение за некаква таква работа. Така да сметам дека тие конфузни изјави, тие дисонантни тонови во владата кои што оставаат впечаток дека таму владе една целосна безперспективност, мора да се расчистат во собранието. Мора да знаеме кој е планот на владата, ако воопшто го има, како ние ќе го продолжиме евроинтегративниот пат.